Поздрав на сите што сте присутни. Темата е секогаш интересна во делот на земјоделството, заради тоа што сметам дека самото земјоделство е еден океан огромен на кој што може со денови буквално да се говори, заради тоа што меѓу другото има огромно значење за Република Македонија, пред се од финансиски, од економски, но и од социјален карактер со оглед на тоа што зафаќа голем број на граѓани кои што се занимаваат со земјоделство, кои што ја наоѓаат својата екзистенција во обработувањето на земјоделската површина, економски заради тоа што од нивната работа, од нивниот труд и самата држава има полза, заради тоа што на најдиректен начин се задоволуваат потребите со храна на населението во Република Македонија. И третиот аспект е секако финансискиот, заради тоа што скоро повеќе од 70% од вкупното земјоделско производство во Република Македонија се пласира на надворешни пазари, што дополнително ја потврдува важноста за овој сектор, кој што од година на година се повеќе ја добива на важност, имајќи ги во предвид сите оние политики што во изминатите би рекол 11 години владата на коалицијата за подобра Македонија, односно владата на ВМРО-ДПМН како доминантна партија во коалицијата за подобра Македонија, ги спроведуваше во делот на земјоделството. Морам да напоменам дека оваа влада беше првата која што имаше чувство и слух за сите проблеми кои што се случуваа во земјоделството после она сериозна хаварија од 90-тите години, кога македонското земјоделство беше девастирано, упропастено, со целосно разрушени земјоделско-индустријски комбинати кои што сите ние добро ги памтиме, со уништена механизација земјоделска, со уништено достоинство на македонскиот земјоделец и негово изневерување и ставање на маргините на општеството во Република Македонија. За разлика од тоа, владата на ВМРО-ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија имаше сосем подруг однос. Ние целосно се концентриравме на интересите на земјоделците, заради тоа што бевме свесни за сите овие елементи кои што ги има самото земјоделство и за неговото значење. Оттаму во изминатиот период, 11 годишен, вкупното земјоделско производство во Македонија го зголемиве на споредено со 2006 година на фантастични 820 милиони евра. Вкупниот извоз на македонски земјоделски производи, напоменам земјоделски производи, го покачивме на над 600 милиони евра. Ова се податоци од 2014-2015 година, во согласно со извештаите кои што се добиваат од страна на Завод за статистика. За споредба, како илустрација, всушност, ќе го напоменам следново. 2006 година извозот на македонски земјоделски производи беше некаде околу 242 милиони евра. Од прилика, 2014-15 година над 600 милиони евра. Тоа доволно говори, овој сооднос на вкупниот обем на земјоделското производство од над 820 милиони евра со извозот на македонски земјоделски производи од над 600 милиони евра, колку е Македонија како пазар подготвена со таков капацитет, односно број на жители кои што ги има, подготвена да може да го абсорбира вкупното земјоделско производство и нормално дека македонското земјоделство е извозно ориентирано, затоа што мора да се најде начин за пласман на сите оние земјоделски производи кои што се одгледуваат, односно кои што се произведуваат во државата. Истовремено сакам да напоменам дека дизајнирањето на земјоделските политики бара многу труд, посветеност и деноноќно работење, не само, односно најмалку во кабинетите, туку со постојано присуство, контакти, пред се со земјоделците, посета со нив, кај нив во земјоделските стопанства и секако на поголемите земјоделски стопанства, односно поразвиените. Во таа насока, за да може да се зголеми земјоделското производство, требаше да се дополнително спроведат одредени земјоделски политики, пред се во распределбата на преостанатото државно земјоделско земјиште во Македонија, кој што е од прилика околу 200.000 хектари. Ја морам да илустрирам
повторно со еден пример. 2006 година беа поделени на 412 земјоделски стопанства над 94.000 хектари. Од 94.000 хектари па до 200.000 хектари е вкупната површина, значи отприлика 100.000 хектари, кое што на нашата влада и преостана да ја распределат на македонските земјоделци. Праведно и правично, вие знаете дека периодично се објавува огласи на кои што се вршеше распределбата на најтранспарентен начин на државното земјоделско земјиште. И во тој изминат период ние распределивме некаде околу 90.000 хектари на над 8.900 земјоделски стопанства, односно македонски земјоделци. Тоа е прилика по 10 хектари на секој земјоделец, праведно и правечно, за разлика од оние 94.000 хектари кои што беа распределени на само 412 лица, субјекти. Дали правни, физички, се едно. Значи цели планини, долини беа распределени на над 3-4.000 хектари по едно лице, што е одраз само на погрешната политика која што и денеска македонските земјоделци ја чувствуваат од страна на Социјалдемократскиот сојуз, кој што претходно го имаше правото можноста да раководи. Ние така сметаме да раководи со државата, а не да владее како што тие тоа го правеа. Ние се обидовме сите тие работи да ги да речем на некој начин решиме и токму со оваа политика на распределбата на земјоделското земјиште која е дизајнирана со повеќе подпрограми заради тоа што распределбата ја започнавме со распределба на социјално загрозени случаи. А такви имаше многу, затоа што имавме ние резултат на катастрофалната трансформација на општествениот капитал, бркање на над 240.000 вработени во стопанството, кои што единствената екзистенција ја најдоа во земјоделството. Меѓутоа не беа способни финансиски да можат да го платат тоа користење на земјоделско земјиште и затоа тоа го дававме на продолжување. И понатаму започна со една агресивна политика во делот на распределбата на тоа земјиште, што доведе пак до состојба да можеме максимално агресивно да ги поддржиме македонските земјоделци со финансиската поддршка во земјоделството и во руралниот развој. Значи тоа се две програми споени во една. Ние започнавме прво со скромни, би рекол, 17 милиони евра 2006 година, со тоа што и оние едвај на некој начин договорени 5 милиони евра од владата на Социјалдемократскиот сојуз, односно на премиерот тогашен Бучковски, кои што им беа ветени под жесток притисок на тутунопроизводителите, а не се исплатија сите, туку отприлика околу нешто над 2 милиони евра, со останатите 3 се закрпија некои буџетски средства, дупки. Ние и тие 5 милиони и овие 17 милиони уште во 2006 година ги исплативме и од тогаш почна еден рапидно зголемување на висината, односно на вредноста на финансиските средства кои што беа во програмата за финансиска поддршка на во земјоделството и руралниот развој, за да достигнеме со проектирана цифра од околу 150 милиони евра годишно. Ова не го споменувам случајно заради тоа што стандардите, односно праксата на високо развиените земјоделски земји членки на Европската унија е дека висината на поддршката во земјоделството би требало да изнесува некаде 5-5,5% до 6 максимум од вкупниот износ на буџетот за тековната година. Ние и така се однесуваме сериозно, ние сме сериозни луѓе, иако тоа воопшто не представува никаков терет, напротив, ние сме горди со сето тоа што бевме нарекувани дека сме земјоделско-селенска влада. Ние бевме заедно со својот народ, заедно со земјоделците и оттаму истело со целото срце и душа им помагаме во сите проблеми и во сите ситуации со кои што тие се соочуваа. Имаше безброј ситуации проблематични, имаше и добри ситуации секако, меѓутоа се трудевме во најголема мера заедно во соработка со законски регистрираните и ивентирани здружувања, сите форми на здружување на земјоделско работење во согласно со законот за земјоделство, да водиме таков диалог и разговори. И најчесто во тие разговори фактички доаѓавме до заеднички решенија кои што ќе беа пред се во интерес на земјоделците. Нам не ни требаше решение кој што ќе биде во интерес на владата. Владата работи за земјоделците, односно за народот. Така да ништо не сме добиле доколку сме ние задоволни, а на терен нема ефекти.
Напротив, ние тргнувавме од тоа дека пред се треба да биде да се штити и да се внимава на интересот на македонскиот земјоделец. Кога ќе се заштити неговиот интерес, кога ќе се сочува неговото достоинство, кога ќе се обезбедат сите овие услови преку добивање на земјоделското земјиште, на субвенциите, дополнително на тоа и на земјоделска механизација, заради тоа што тргнавме агресивно во распределбата на преку онаа програма пола-пола, 50-50, каде што ги финансиравме трошоците за набавка на земјоделската механизација од трактори па до останатата приклучна механизација, успеавме да дојдеме до еден степен многу повисок во земјоделското производство. Паралелно со тоа, работевме на дизајнирање и на други политики со кои што земјоделците ги обврзувавме за сметка на финансиската поддршка да се придржуваат, односно да ги користат позитивните земјоделски пракси. Значи, на соодветен начин да ги третираат земјоделските култури, со тоа што на тој начин ќе им се овозможи намалување на трошоците во производството, подобрување на квалитетот на земјоделските производи, а по тој основ и зголемување на продажната цена. По сета таа основа, намалени трошоци, зголемена цена, имаше поголема разлика за секој земјоделско стопанство во цената, односно во неговата добивка. Можете внимававме на тоа, внимававме и на пласманот на земјоделските производи, иако тоа е сериозен проблем, меѓутоа секоја одговорна влада мора да внимава на сето тоа. За било која култура и за секоја одговорна влада треба во секое време најмалку 3 месеци пред реколтата за било која земјоделска култура да се имаат неколку планови за ситуации кои што може да се случат. Воедно развивме на посебна методологија и техника за излегување во пресад на земјоделците и при елементарни непогоди. Ние, за жал, сме во такво подрачје каде што се малку повеќе изразени климатските промени и оттаму сите сме сведоци дека во изминатиот период, барем во последните неколку години, има се почест случаи на такви елементарни непогоди или енорни врнежи, или град, и ниски температури, сушни периоди и така натаму. Затоа во пред едно 7-8 години имаше посебна студија во соработка со Светската банка, во која што максимално ние се вложивме и ги дефиниравме сите региони кои што се најмногу загрозени и посебно по култура, со препораки кон земјоделците што би требало во одредена ситуација да се прави кога ќе се алертираат, заради тоа што и го развивме системот на рано предување, кој што е многу битен за сите земјоделци, за да можат да бидат подготвени и да се соочат или да се справат со проблемите кои што можат да настават по однос на сочувување на родот на земјоделската култура што ја обработуваат. Разбивме на соработка со земјоделците и во делот на користењето на европските фондови, на средствата од ИПАРД, проектите, но за тоа директорот на платежната агенција секако дека повеќе ќе зборува. Јас само би нагласил дека ние направивме 4, односно 5 модификации на ИПАРД програмата со еден жесток притисок од наша страна, за да може да се олеснат критериумите и условите за аплицирање и за добивање, односно за добивање на позитивна оценка да можат да се користат тие средства. Тоа беа ситуации во кои што ние бевме подготвени на секој ризик, но во исто време ја имавме поддршката од нашите земјоделци, без кое што фактички не можевме тоа да го направиме. Значи, на тој начин, во соработка со македонските земјоделци, сме успеале да ги намалиме критериумите, за да може да бидат тие услови пофлексибилни, а по тој основ и истите да успеат земјоделците да ги исполнат, односно да ги добијат средствата. На тој начин обезбедивме 15 милиони само за една година евра с финансиски средства со кои што беа покриени овие трошоци во делот на набавката на земјоделската механизација, за што се направи посебна студија за состојбата на механизацијата во Македонија во соработка со Техничкиот факултет од Битола. Тоа е добар научен труд кој што на секоја влада би требало да и користи. Имаше и други политики кои што паралелно со генералната земјоделска политика на владата на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија ги развиваме во делот на водостопанството. Ние, за жал, не само во земјоделството, туку и во водостопанскиот систем затекнавме на катастрофална состојба како резултат на еден несреќно склучен договор за наводна трансформација на водостопанскиот систем во Македонија, всушност негова сегментација на 18 водостопански предпријатија со 240 водни заедници кои што од ден на ден го упропастуваат тој систем. Затоа се одлучивме на една агресивна
програма 10 годишна во која што предвидовме над 200 милиони евра, значи 20 милиони евра годишно за изградба на капитални објекти, тоа се браните Злетовица, Лисичево Велес, Коњсково Гевгелија, во Кочани Оризатска река и други помали брани кои што се од стратешки интерес за македонското земјоделство со оглед на тоа што обезбедуваат прво вода за наводнување на земјоделските површини, второ обезбедуваат питка вода за граѓаните во населените места околни, а трето на тој начин пак го зголемуваат и самиот квалитет на земјоделските производи и сега ако се оспрнеме на економските критериуми и гарантират и повисока цена. Ние имавме направено комплетна студија буквално за секој метар должен за целиот систем на каналска мрежа во Македонија. Патем да напоменем дека Македонија е специфична држава во делот на водостопанството, заради тоа што имаме дупла каналска мрежа и за наводнување, но во зимски периоди за одводнување. И благодарејќи на таа каналска мрежа не дојде до посериозни последици по земјоделските култури во одредени ситуации кога имавме навистина. Последниот случај беше во Пелагонискиот регион кога имавме 1000 годишно вода. Значи еднаш во 1000 години се случува толку високо ниво на Црна река, односно на огромни дождови кои што придонесуваат да се случат сите тие работи и да го разработиме системот на обештетување на земјоделските култури, односно на земјоделците, преку проценката на штетата, а понатаму преку нормално исплатата од страна на владата преку второстепената комисија со одлука на влада како што следат сите работи и исплата од страна на Министерството за финансии. Јас тука би запрел со моето воведно би рекол излагање и предлагам директорот на инспекторатот за земјоделство понатаму да се оспрне во делот на неговите работни обврски. Благодарам господин Димовски. Значи на оваа дискусија само сакам да се навратам на неколку моменти кои што ги отворивте како прашање, односно како дискусија во вашиот почетен дел, а тоа е односот на ВМРО-ДПМН од 2006 со самото доаѓање на власт, односот према земјоделците и земјоделските здруженија кои што се регистрирани во Република Македонија. Ние со нашето доаѓање свативме дека таа комуникација, директна комуникација со земјоделците ќе значи носење на правилни мерки, дали се тоа законски решени или се подзаконски акти кои што ќе значат сигурен пласман и производство на земјоделскиот производ. Имаме многу примери во текот на изминатите 10 години во таа комуникација каде што практично и многу од проблемите кои што се сочуваат земјоделците да ги предвидиме и да ги превенираме со самото тоа што ќе носиме соодветни законски решенија. Само еден пример во делот кој што спомнавте за распределбата на земјоделското земјиште, кој што знаеме дека во минатото го има многу мал број на земјоделски стопанства, меѓутоа со онаа политика што ја водеше ВМРО-ДПМН да практично секое земјоделско стопанство кое што сака да се занимава со земјоделско производство да добие одредена парцела која што ќе ја намени за одреден тип на производство. Воочивме во таа комуникација дека многу од тие земјоделски стопанства имаат добиено земјоделско земјиште на подуживање на краток временски период, кога што веќе инвестирале во одреден насад и по тој период на завршување веќе практично треба да го стапат тоа земјоделско земјиште. Меѓутоа, ВМРО-ДПМН и владата во тоа време најде сенс и најде законско решение да ги објави тие така наречени јавни повици, каде што сите тие корисници на тоа земјоделско земјиште ќе можат да го трансформираат и да го работат согласно културата која што имаат засадено. Она што сакам исто така да го дополнам господин Димовски е во делот на земјоделското производство. Вие добро се сеќавате дека во одреден временски период Македонија беше увозно зависна, меѓутоа со сите оние сет на мерки кои што ги носеше ВМРО-ДПМН во делот на подобрување на земјоделското производство, дојдовме во ситуација да во 2014 година, како што спомна Димовски, согласно статистиката да имаме извоз во вредност од 800 милиони евра. Значи со сет на мерки се доведе да македонскиот земјоделец произведе квалитетно земјоделско производство, кое што на тој земјоделски производ преку сет на мерки со учество на разни саемски манифестации, каде што Македонија беше
со свој штанд директно застапена, практично да ги промовираме тие земјоделски производи и да ги пласираме, односно да отвараме нови пазари кои што ќе значат директна продажба. Исто така што сакам да потенцирам во нашиот однос како ВМРО ДПМН со земјоделците, дека многу пати во тие комуникации учествувавме како посредник помеѓу земјоделците како директни производители, меѓутоа од друга страна и како посредници со откупувачите кои што се во тој ланец на производство тесно поврзани. Значи земјоделското производство значи производство на одреден продукт, меѓутоа тој продукт треба и да се пласира на одреден пазар, дали е тоа домашен или е надвор од Република Македонија. Така да ние како ВМРО ДПМН, како коалиција во тоа време во тие комуникации со останатите домашни откупувачи или меѓународни, директно земавме улога да посредуваме и да македонскиот земјоделец добие највисока постокувана цена во пласманот на тој производ. Сметам дека комуникацијата директно со земјоделците е неминовна, бидејќи на тој начин само можеме реално и практично да ги слушнеме нивните проблеми, нивните идеи и нивните сугестии кои што ќе значат одредена законска измена или пак одредена измена во програмите за финансиска поддршка, дали било тоа за времето на нивното субвенционирање, висината на субвенцијата и така натака. Исто така, сакам да потенцирам дека ВМРО ДПМН во низата на мерки кои што ги спроведе во времето кога го водевме Министерството за земјоделие е тоа дека постојано вршевме контрола на процесот на производство, односно процесот на откуп и дистрибуција на земјоделските производи. Знаете дека во рамки на Министерството постојат одредени инспекцијски служби кои што тој момент го контролираат дали се доследно спроведуваат законските решенија кои што ги има Министерството, меѓутоа тие контроли не биле во фаза да се, во смисла да се врши пресија врз фирмите, откупувачите, земјоделците, меѓутоа тоа беа контроли кои што ќе значат правилно вреднување на трудот на македонскиот земјоделец. Дали е тоа контролата при откупот на тутунот кој што добро памтите изминативни години практично и да нема ниту забелешки од страна на земјоделците во делот на проценката на тутунот, односно самата исплата. Кога сме веќе кај тутунот, може да напоменеме дека Министерството, односно ВМРО ДПМН во таа комуникација направи серија на измени законски и практично го доведовме откупот на тутунот во една перфекција, каде што дури околните држави од нашето окружување бара темплейт на законот се со цел да го имплементираат и во нивните држави. Она што беше политика на ВМРО ДПМН во периодот 2006 до 2016 година е тоа да постојано се привлекуваат нови компании кои што ќе вршат откуп на земјоделските производи, бидејќи само на тој начин ќе можеме да го пласираме оној квалитетен земјоделски производ кој што го произведуваме во Република Македонија. Таков беше и примерот со влегување на нови компании во тутунската индустрија, во градинарството кој што практично инвестира во капацитети во Република Македонија, се со цел да можеме да ги пласираме оние производи кои што ги произведуваме. Знаете дека Република Македонија е генерално земјоделска, се занимаваме со земјоделство, меѓутоа и во делот на земјоделското производство никогаш не можеме пред време да ги предвидиме климатските промени кои што се случуваат во текот на реколтата, меѓутоа ВМРО ДПМН излезе со сет на мерки каде што практично се обидовме да го заштитиме и тоа производство, дали преку начинот на субвенционирање во делот на осигурување на земјоделското производство, дали во делот на изградба на нови капацитети за наводнување на нови површини или во делот на пласман на земјоделските производи. Така да во период 2006 до 2016 година сакам да го потенцирам моментот дека комуникацијата со земјоделците ни беше нас првенствена и воделка во цело време во креирањето на политиките кои што ги водевме во тоа време. Пак ќе потенцирам, таа комуникација ќе значи подобрување практично во секоја сфера. Дали е тоа во сточарството, дали е тоа во земјишната политика, дали е во градинарството, значи практично во секој сегмент сме биле достапни постојано за комуникација и со земјоделците, и со земјоделските здруженија, и со преработувачите и откупувачите на земјоделски производи, бидејќи во една таква заедничка дискусија каде што Министерството ќе заземе улога на медијатор, ќе може да се донесат најдобри и исполнителни законски решенија кои што ќе значат бенефит за земјоделското производство.
Јас толку би имал во овој момент, понатака би се вклучил во дискусијата. Мислам дека колегата од Игор може да продолжи со дискусија. За да зборуваме за финансиска помош и грижа кон земјоделците, мислам дека секој ден по 8 часа да зборуваме ќе ни требаат месец или два за да зборуваме тоа што го имаме направено во последниот период. Од тоа што го слушнав претходниот министер Димовски кога зборуваше околу некои разлики или што се имаме направено за земјоделците, би сакал да го коригирам кога рече дека од 2002 до 2006 година се помогна на некои тутунопроизводители во државата, затоа што тогаш се изманипулираа некои тутунопроизводители. Прво се одлучи да им се помогне на сите, па поради недоволно средства или не сакање да се помогне, се одлучи да се помогне само на еден дел во државата, тоа беше Пелагонија, па потоа кога се види дека нема доволно ни за сите производители на тутун во Пелагонија, се одлучи само на еден реон во Пелагонија да се помогне. Тогаш настанаа тие блокади на патиштата, ако се сеќавате, министер, што ние го решивме на тој начин што веднаш после 2006 започнавме со субвенционирање. Субвенционирањето конкретно кај таа култура стигна до 1 евро по откупен килограм, односно секој оној земјоделски производител на тутун кој што ќе го предаде своето количество во откупен центар, регистриран и веќе инспектиран од страна на Државниот инспекторат за земјоделство, да добие 1 евро на предадена количина. Но не е само тутун од култура која што се субвенционира, напротив, не знам дали постои култура која што не се субвенционира во оваа држава. Над 1.180 милиони евра се исплатени од 2006 до 2016 година, а во програмата на ВМРО ДПМН стои дека 160 милиона евра се обезбедуваат секоја година за субвенционирање на земјоделски производи, односно директни плаќања. Тоа што го правиме, а не е само субвенционирањето, е и во помошта преку некои програми кои што ги воведовме во државата. Ево уште еднаш да го коригирам министерот Димовски околу националната програма која што ја нарековте 50-50, во последно време ја коригиравме на 75 наспрема 25, односно секој оној кој што ќе инвестира во неразвиено рурално подрачје при набавка на механизација, добиток или лозов овошен насад, доволно беше по инвестирањето од 100%, дека ќе му се вратат 75% од целокупната инвестиција. Исто така ја донесовме и мерката Млад земјоделец, односно мерката 112, каде што има повраток од 100% за секој оној кој што ќе инвестира до 10.000 евра. Сето тоа го направивме со цел да можат оние луѓе од 18 до 40 години да започнат со свој бизнис, наместо да настане миграција меѓу село и град. Одлучивме да помагаме на тие земјоделци со цел да останат во селото, со тоа што ќе им дадеме еден грант за да може да започнат свој бизнис. Со тие 10.000 евра може да инвестират во се што има наставка аграр. Не само земјоделска механизација, не само лозов или овошен насад, набавка на добиток, било што е поврзано со земјоделството. Исто така ја воведовме и мерката, односно ја донесовме програмата ИПАРД, која што сега во моментот е ИПАРД 2 програма, на која што во мандатот на министерот Димовски имавме неколку комитети на ИПАРД телото, при што од 24 документи потребни за аплицирање ги сведовме на 14 со цел да имаме што е можно повеќе апликации, така да во 2015 имавме 1180 апликации на ИПАРД програмата. Ако земете само за споредба дека Република Естонија повикот трае само 7 дена, во Република Македонија трае 60 дена. Тоа е направено со цел да можат повеќе временски период за земјоделците да имат за да можат да аплицираат. Тоа е да се одлучат, да соберат потребна документација и да аплицираат. После тоа им се дава дополнителен временски период за да можат да направат видоизменување или дополнување на документацијата, се со цел да можат да бидат одобрени. Има многу работи за кои што може да зборуваме, но најважно е тоа што во програмата на ВМРО ДПМН најавивме дека ќе имаме набавка на системите за наводнување капка по капка и набавка на расни грла на добиток со повраток на инвестиција до 80%. Тоа значи дека секој оној кој што ќе инвестира во набавка на систем за наводнување или обнова на своето стадо, 80% од својата инвестиција ќе му бидат вратени назад. По ова може да се види грижата која што сме имале за земјоделците, а како препорака до новата влада би било добро доколку не следат во чекорите кои што сме ги правеле до 2017 година. А би било одлично ако може да се доближат чекор до нас, односно до тоа што сме го правеле.
уште една препорака е ништо да не видоизменуваат во програмата што ја имаме креирано за земјоделците, затоа што мислам дека ќе погрешат. Само мало дополнување што сметам дека е битно да го соопштиме во декот на дискусиите не го кажавме. Колега, во таа комуникација што правевме со земјоделците практично произлезе и потребата да земјоделците ги добиваат субвенциите во оној момент кога им се најпотребни. Односно го введовме календарот на субвенции да секоја гранка, секој производител, секој сточар ги добие субвенциите кога му се најпотребни за да го поттикне, односно да го развие земјоделското производство. На тој начин доведовме календар субвенции каде што строго е дефинирано во кој период која група на земјоделци ќе ги добијат своите финансиски средства. Точно дека го уведовме календарот и така и се врши исплатата календарски, но точно и дека бевме обвинети дека партиски ги исплаќаме субвенциите. Само да демонтирам дека во оваа држава, барем ние дури бевме на власт, субвенциите се исплаќаа по мерки. Например, прво се исплаќаше органско производство, потоа се исплаќа градинарство, потоа се исплаќа лозарство, повоштарство. Сите земјоделци од органско производство беа исплаќани во еден период. Односно, кога ќе се исплатеше за еден, сите пари пристигнаа на трансакционите сметки на сите земјоделци што се занимаваат со органско производство. Немаше простор за манипулација затоа што го воведовме системот за контрола и пребивање на средства кај земјоделските стопанства со цел да нема, намерно ние тоа го направивме, да нема манипулација, така да сите без разлика верска или партиска припадност се исплаќаа во исто време по мерка. Ја би сакал да додам тука во делот на конкурентноста и отварањето на новите пазари, бидејќи тоа е една круцијална работа во делот на земјоделските производи, во примарното земјоделско производство, но и во секундарното производство, тоест преработките. Познато е дека Македонија е земја, аграрна земја со голем земјоделски потенцијал и со производство на квалитетни земјоделски производи, но исто така и на секундарни производи или преработки во прехранбената индустрија. Она што досега ние го направивме е отварање на нови пазари, светски стратешки пазари, познавајќи и започнувајќи од пазарите на Европската унија, Евроазиската економска унија, Соединетите американски држави, кинескиот пазар и така натаму, австралискиот континент, нема каде не се застапени нашите производи. Сето она што го правевме е во делот на поддршка и потекнување на земјоделскиот сектор и прехранбениот сектор во делот на застанување и зацврстување на нивните позиции, бидејќи познато е и тоа се случува секојдневно да нашите земјоделски производители и нашите преработувачки капацитети се на голем удар од се поконкурентни производи кои доаѓаат од целиот свет во Република Македонија. Успеавме и тоа беше и една од главните стратегии во земјоделско-прехранбениот сектор да им помогнеме на сите сегменти во земјоделско-прехранбениот сектор за да можат и во домашниот пазар да бидат поконкурентни, но и да бидат конкурентни на сите странски пазари, но конкурентноста е исто така и поврзана со квалитетот на самите производи. Успеавме да произведеме многу квалитетни производи и знаеме дека сите наши производи се пласирани на претходно споменатите пазари без да имаат никакви проблеми. Сето она што се работи беше во делот на создавање на добри и бренд производи за да може да се задржа на пазарите. За разлика, како што и господинот Димовски спомна, дека секоја влада, одговорна влада мора да биде на терен секојдневно со проблемите на земјоделците, но и да има стратегија најмалку неколку месеци претходно пред да се појават проблемите, потребно е сега веднаш да се реагира, особено во делот кој што е актуелен кај праските, а праските овие рани и средно рани сорти имаат многу краток рок на траење, значи имаат само неколку дена. Тоа треба веднаш да се реагира, бидејќи освојањето на пазарите е долгорочен процес, а губењето на пазарите е многу брз процес и еднаш губење на пазарите, еднаш губење на довербата кај партнерите кои ги имаат нашите стопанственици, тешко ќе дојде до враќање на истите пазари и тешко понатаму на оние земјоделци кои ќе го изгубат или преработувачка индустрија кој ќе го изгуби пазарот. Многу вложен труд, многу енергија и многу финансиски средства има вложено и државата, но и самите стопанственици и земјоделци да ги постигнат и стандардите, и количините, и квалитетот, да се отворат
пазарите за да се изгубат за многу брз рок. Тоа би било трагично доколку се случи, се сомневам во истото, бидејќи нерешавањето на проблемите и изнаоѓање на некои краткорочни адхок решенија кои нема да ги решат реално проблемите, тогаш може многу лесно и многу брзо да ни се случи она што стварно не би го посакале никој од нас, а тоа е губење на пазарите, а пред се тоа ќе значи и губење на нашите земјоделски производители, не посадување или не сеење на одредени култури, а веќе имаме и информации дека се влезени и увезени големи количини на праски и покрај овие праски кои нашите земјоделски производители не можат да ги пласираат ниту на домашниот, ниту на странските пазари. Ова би било стварно еден погубителен факт доколку дојдеме сето она што ние како ВМРО ДПМН во изминатиот период го работевме, да ги ставиме на едни силни и јаки основи земјоделските производители, нашите компании да бидат и конкурентни, да бидат и квалитетни, да бидат и признаени во светски рамки. Нашиот бренд веќе нашите брендови на земјоделски производи, прехранбени производи се навистина веќе се слушаат во светот, се прочуени, имаат долгорочни стратешки партнери, но една грешка може сето ова како кула од карти да го сруши и веќе враќањето назад е многу тешко. Има позитивни примери без број. Јас ќе ви кажам еден. Тој е во делот на производството на вино, односно лозаро-преработувачкиот сектор. Зашто станува збор? Македонија дојде во ситуација да го зголеми драстично процентот на извоз на македонско вино во шишиња, флаширано, значи. За разлика од претходно, кога доминантен беше извозот на рифузно вино во цистерни. Овој податок е многу битен. Секој ден, широм светот, се отварат 18.000 шишиња македонско вино. Секој ден. Насекаде. За да се достигне тоа, потребна е макотрпна една работа, потребна е пред се стратегија, политика, да може да се прошират површини под лозови насади, да се избере добар асортимент на грозје, да се има квалитетен род на грозје, 240.000 тони годишно колку што е македонската реколта на винова на грозје, и да се имаат преработувачки капацитети. Вие знаете дека до 2006 година во Македонија имаше 3, 4, 5 винарски визби, сега има 72. Но не е доволно само да бидат тие капацитети изградени, туку е мощно битно да има добри енолози, да има стручни луѓе кои што ќе знаат да го произведат виното, кое што ќе биде конкурентно на надворешните пазари, заради тоа што објективно Македонија сето тоа што го произведува, па и не може да го потроши. И како куриозитет, Македонија е иако е винарска земја, една од државите во регионот која што има најмала потрошувачка по глава на жител на вино на годишно ниво. За жал. Но се менуваат тие процеси, односно тие работи. Битно е ова што сакам да го кажам. Значи 18.000 флаши сме успеале секој ден низ светот да се отварат со вино. Сме ги зголемиле површините, сме ги прошириле површините, сме обезбедиле услови за добар род, сме обезбедиле добри стручњаци енолози за производство на виното, сме ги поддржиле винарските визби во потигнувањето на капацитетите, но и во амбалажирањето. Флашата, предната, задната етикета, ПВЦ капсула, тапа, агломерирана, плутана било како, заради тоа што сме светлале дека на тој начин може поуспешно и со повисока цена ќе може да се извезува македонското вино. 2006 година просечната цена на 1 литар вино наливно, значи во римфус, беше некаде околу 18 евроценти за литар, а и пониско од тоа. 2015 година мислам дека беше околу 41 евроцент, или 42. Едно шише, значи флаширано вино, имаше цена од некаде 1,2 евра. Сега просечната цена каде е зголемена,
околу 3 евра, мислам дека е, со тоа што имаме ние моште позитивни примери, кога едно шише македонско вино достигнува извозна цена од 25 евра. Тоа не може да дојде туку така, тоа не е случајно. Тоа е пред се труд на македонските земјоделци, но во исто време и труд на владата и на сите луѓе кои што се вклучени во земјоделскиот сектор. Тоа е само еден од многуте позитивни примери во македонското земјоделство, кој што треба да биде водилка, репер, како да кажам, за било која влада. Ние сме биле максимално сериозни, прво во конципирањето на програмите. Ова што сега се зборуваше, нашата предизборна програма, која што ја понудивме на македонските бирачи во 2016 година, во декември, е импозантна и во делот на земјоделството, заради тоа што имаме добра пракса во изготвување на програми, добра пракса во самото работење, позитивни примери, и многу знаеме добро каде да го насочиме вниманието, каде треба да ги зајакнеме мерките, во кој дел од земјоделството и во кој дел од земјоделството уште повеќе да притиснеме во наводници, за да се развие. Еден дел од тој е преработувачкиот сектор. Преработувачкиот сектор е катализатор на одредени вишоци во земјоделското производство и критични ситуации во пласман на земјоделските производи, кои што би можел тој вишок да го абсорбира, за да може после тоа да го преработи и на таа проработка плюс да воведе нововведена вредност. Значи да го направи поскап од сировиот земјоделски производ. И тоа се правело заради тоа што, еве сега сме сите сведоци дека има и конзервна индустрија и преработувачки сектор кој што можно и умешно со поддршка на Министерството и на владата успева да си го најде патот на странските пазари. Но тоа не е случајно, заради тоа што владата треба да си ги засука ракавите и Министерството, а прво да ги задржи постоечките традиционални пазари. Ајде во регионот. Да се врати на претходните пазари кои што претходно сме биле присутни, заради тоа што македонските земјоделски производи на некој начин веќе имаат изградено бренд, што не е случајно. Не само заради нивниот квалитет, туку и заради многу други работи. И да најде пат и Министерството и владата да се освојат нови пазари. Не е случајно. Во нашите програми ние предвидувавме и поддршка за настапи на сајнски манифестации со една директна поддршка, еве конкретно пак ќе зборам за македонските винарски визби или за било која преработувачка компанија од Македонија. Дали станува збор за кинескиот пазар, за рускиот пазар, за пазарот на Европска унија, значи присутни секаде, на сите најголеми манифестации. Резултатот е тој. Сме имали тешки ситуации, значи критични ситуации, како што сега имаме со праските, кое што претходно директорот Зоран ја кажа. Но дали сте вие слушнале во изминатите 10-11 години за нешто такво, како случај, како проблем? Проблемот постоел. Ама тој не би добил таква димензија за да може да ги изреволтира земјоделците кои што се чувствуваат дека се напуштени, дека нема кој да им помогне. Она што беше предложено од страна на владата како некоја мерка од некои 6 денари за килограм, тоа генерално е добра мерка, но со оглед на екстрено ниската цена, на откупната цена на праската, може само нешто да надополни, но ништо сериозно заради тоа што не може да ги покрие ни производствените трошоци. Односно не може да ги покрие со таа субвенција дополнителна ни трошоците за гајба. Заради тоа што ако предпоставиме дека гајбата може да собере 10 килограми, а ако е 1 килограм просечна цена некаде 2-3, не знам колку денари е денеска, тоа се 30 денари, самата гајба кошта 25 денари. Што сме направили? Значи, мерката е ко намера добра, меѓутоа не е ефикасна. Она што го бараат земјоделците околу ослободување од плаќањето од обврските за концесија за користење на државно земјоделско земјиште, од ослободување од плаќање на воден надоместок. Сето тоа е добро, меѓутоа тоа кога ќе го земете по единица површина по хектар, тоа ни приближно не може да биде по единица килограм ни
5 ни 6 денари, многу малку е тоа. Значи треба да се најде системско решение, но тоа системско решение не може да биде за во моментов, заради тоа што може тоа да биде или краткорочно, или среднорочно, или долгорочно. Велам, сме имале такви ситуации, но никогаш јавноста за тоа не дознала, заради тоа што не сме дозволиле земјоделците да бидат ставени во оваква состојба, какви што се денеска. Решение за пласманот со праските има. И тоа решение гарантирам дека може да се реализира у рок од 5 дена за целата количина. Но треба да се знае и да се умее. И ние тоа сме докажале, и затоа и ден денеска земјоделците имаат довербата во нас како луѓе кои што се блиски со нив. Ние сме луѓе од селанско-земјоделска влада. Да не го заборавите тоа. Ние сме дел од македонскиот народ. Нам никогаш не ни било срам да отидеме и во најголемата кал со земјоделците, заради тоа што сме биле обврзани да сочувствуваме со нивната несреќа. И секогаш сме биле кога тие биле задоволни. Ама тоа се убави ситуации. Сега е битно да се биде со земјоделците кога им е тешко и да се најде решение. И решение има, и решението мора владата да го најде. Не може да се амнестира заради ниски температури, па имаат и среќа заради тоа што заради ниските температури и мрзнењето имаме преполовен род. Што ќе беше ако родот беше дупло поголем од овој? Што ќе правиме тогаш? Има начини и владата треба да знае, треба да си ги превземе мерките да не губи ни еден секунд, заради тоа што добро кажа директорот, тие праски се од раниве сорти и тие може да траат единствено 2-3 дена. Не може повеќе од тоа. Значи треба да се знае каде да се понуди таа праска и кој ќе биде тој партнер, значи кој што ќе го изврши откупот. Иначе мерката е концепирана да се одобрат 5-6 денари за килограм предаден во овластени откупувачки центри. Па откупувачки центри не откупуваат. Како може да предаде род и да добие субвенција кога нема каде да го даде? Државата е таа кој што треба да го обезбеди тоа. И ова е толку сериозна работа, ова е сериозна работа и за оваа работа се потребни сериозни луѓе. И ова нема да биде единствен случај, заради тоа што нашите проценки се дека слични ситуации ќе се јават и со останатите земјоделски култури и мора да се преземат уште од сега мерки. Не случајно го кажуваме ние како сериозни луѓе кои што работеле во владата и се уште во институциите, дека благовремено пред да дојде реколтата, ние сме биле подготвени на секаква можност. На секаков, значи и на добро, и на не толку добро, а и на лошо. Кога е добро, све е во ред, меѓутоа кога е лошо, треба да се подаде рака на земјоделцот. Земјоделците, моментално овоштарите, но не само овоштарите, вие не знаете дека има проблеми со градинарските култури, па ќутат луѓето од страв. Меѓутоа тоа ќе ескалира заради тоа што проблемот постои. И тој проблем треба да биде решен. Сега, господата од Социјалдемократскиот сојуз, кои што направија огромна штета во земјоделството, се наоѓаат во таква ситуација да ја носат одговорноста за носење на одлуки и за наоѓање на решенија. Јас велам, решение има и овие луѓе заслужуваат помош моментално. За другите култури исто така ќе дојдат тие ситуации, но се надеваме дека нема до толку да биде лошо. Јас сакам да напоменам уште една работа. Само ако може да ве малце да дополнам во дискусијата кога сме на оваа тема. Сакам да упатам еден апел и затоа не случајно во мојата дискусија се осврнав на комуникацијата секојдневна со земјоделците. Значи тоа навидум вака звучи како дека е некоја проформа во дневните активности на функционирањето, меѓутоа тие активности може да бидат и телефонски, меѓутоа најчесто е потребно да бидат директно на терен. Значи, како што каже господин Димовски, во земјоделскиот сектор се случуваат секојдневно проблеми. Ќе го потенцирам само ланскиот пример со откупот на грозјето, на винското грозје. Во медиумите не се отвори некоја дискусија дека има некаков проблем, затоа што ние институциите бевме постојано на терен и предвидовме дека ќе се случи проблем со количината која што треба да се пласира, односно да се откупи. Па затоа и владата во тоа време на ВМРО ДПМН донесе дополнителни мерки да ги стимулира винарските визби со одреден процент на финансиска помош за да може да ги откупат сите оние вишоци што ќе се јават. Да се изразам со еден земјоделски жаргон, со актуелна ситуација на праските, тоа му доаѓа како да за доцните сополевање на одредена култура,
неколку дена, растенијето ќе се исуши и вие после тоа му истурате огромна количина на вода, меѓутоа тоа растение веќе практично е упропастено и е непродуктивно. Така и со оваа мерка која што беше соопштена за луѓето, со земјоделците со праски. Значи таа мерка можеби требаше претходно да се соопшти за да има ефект, да се понуди, да се пројави интерес кај откупувачите, да се повлече количина, па да нема застој на пазарот, односно на поспанот. Сега веќе кога таа е во некоја завршна фаза, кога има многу мали количини, кога практично најголем дел ги истурија на улиците, веќе таа мерка не знам и дали ќе има некој добар ефект. Меѓутоа, она што сакам да ми го потенцирам и да му кажам е дека треба постојано да бидат меѓу земјоделците. Земјоделскиот сектор не се води од канцеларија со бела кошула. Значи треба да се бидем со кратки ракави на гајба пред кооперација и во една директна комуникација да се разговарат за сите оние работи што се во најава. Не да се случи проблема па да носиме мерки, него да ги предвидиме сите оние вишоци, квалитет на земјоделски производ или некоја друга ситуација. Ја само малку ќе алармирам на уште една ситуација, тоа е во делот на висината на откупната цена на крајното млеко. Директор тоа сигурно го знае. Имаме проблем, имаме реакција на земјоделците, тие гласови допират и до нас. Не може ако за тоа не се говори од институциите кои што се овластени да се грижат за тоа, значи Министерството и владата, дека тој проблем не постои. Постои. И за него треба да се најде решение. И решение има. Решение има за било кој проблем. Сакам да кажам дека имало проблеми и во изминатите 10 години, но никогаш не се почувствувале како во случајов. Не е битно дали е владата месец дена, 15 дена, 10 дена или 2 години. Влада си е влада. Владата, кога дошла, си ја земела врската да си ги извршува задачите кои што ги има. Таа влада работи во интерес на граѓаните. Граѓаните имаат проблем, проблемот треба да се реши. И постои решение. Министер, дали се сеќавате 2014 година кој имаше зголемено производство на тутун, како се реши проблемот? Се јавивте вие директно кај собствениците на тутунските производители, на тутунските предпријатија, ги замоливте да го откупат целиот вишок на тутун. Истото се случи минатата реколта кога Струмица табак немаше доволно финансиски средства за откуп, што значи дека останаа 6000 тони тутун да висат, односно никој да не ги откупи, па ги пренасочивме со разговор со собствениците на тутунските предпријатија да се откупи до последниот килограм тутун во државата. Што значи секогаш има модел и модус да се реши проблем и со пазар и со пласман. Ја не знам колку ни е дозволено време во сега да говориме, ама ако сме при крај само би кажал следно. Ние, сите овде што не гледате, сме дел од големата екипа во ВМРО ДПМН и во коалицијата за подобра Македонија, која што е секојдневно во комуникација и во непосредни средби со македонските земјоделци. Упатувам порака до земјоделците дека не ги оставаме сами и дека тие не се сами. И дека имаат на кого да се подпрат и во секое време да добијат поддршка и помош и совет. И ако ништо благ збор. Но ние сме тие кои што навистина се дел од македонските земјоделци. Ја лично се чувствувам како нивни брат, другар, заради тоа што не само во делот на земјоделството со нив, за сите можни проблеми кои што нив ги тиштат и со кои што се соочувале, ние бевме обврзани како луѓе пред се да наоѓаме решенија. Така и во оваа ситуација. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија, Социјалистичката партија на Македонија, не ги заборува земјоделците и ние сме и во овие моменти заедно со нив. И тие можат во секое време да сметат на нашата поддршка, заради тоа што ние сме се докажале дека она што ќе го кажеме, не го прекршуваме и дека нашиот збор вреди. Она што ќе го ветиме и го исполнуваме. Така било досега, така ќе биде и за понатаму. Нешто да додадам. Како што напомена господинот Димовски, секогаш сме отворени, дали сме на функција или не, нашите телефони ќе бидат достапни за сите оние кои имаат потреба, можат слободно да не исконтактираат. Јас во многу наврати, додека сум бил во посети на компании и на земјоделски стопанства и земјоделски индивидуални земјоделски стопанства, сум бил отворен, сум ги давал моите контакти и доста пати ме имаат и контактирано и решавано проблеми во многу проблематики, дали биле во институцијата со која сум раководел или пак
во друга институција, секогаш сум изнаоѓал време за да им се најдам на тие луѓе и да им помогнам, така и останува и од сега. Секогаш ќе бидеме отворени телефонски, по порака или на било кој начин да не најдат, да ни исконтактираат, да ни ги кажат своите проблеми, да ни ги кажат и некои решенија доколку имат или некои идеи за со цел секогаш да им помогнеме и да ги најдеме сите најдобри заеднички решенија. Благодарам.